Со месеци се чекаше наследникот на Марко Зврлевски. Во куларите се шепкаа многу имиња, на конкурсот за прв човек на обвинителство се пријавија уште повеќе. Владата до собрание го достави името на обвинителот Љубомир Јовески како некој во кого таа има доверба дека ќе го реформира овој дел од правосудниот систем. Топ тема на ваша страна побара став од социјалните мрежи за предлогот Љубомир Јовески да биде нов и јавен обвинител. Александар Тасевски ни одговори дека некој што молчал толку години не може да влева сигурност. Молчењето е одобрување, а довербата секако требаше да се даде на некој однадвор. Гоце Јовевски пак смета дека за оваа битка со мафијава што престои човеков не ми влева надеж. Руки Ѓорѓиевски пак смета дека Јовевски е краткорочно решение. Со оглед на моменталната репутација на обвинителство, побаравме и став за тоа дали подобро решение ќе беше раководењето да го преземе човек однадвор, а не од обвинителството. Ставот на Саше Мерџановски дека Јовески е добро решение со оглед на неговото искуство во јавното обвинителство, а искуството како кривичен судија, додека Стефан Станковиќ пак има сосема спротивен став. Сметам дека секое решение за обвинител кој произлегува од обвинителство е ужасно решение. Што правел човекот таму 15 години? На кој начин е сега возможно да се релативизира неговиот непостоечки интегритет? Сега ќе му ја довериме улогата да биде глава на најзначајниот орган на прогон и правда во земјава, напиша Станковиќ. Виолета Спасеновска Марсол пак смета дека човек однадвор дефинитивно би било подобро решение. Тие од обвинителство се испреплетени меѓу себе како свински црева, констатира Виолета. Шефик Дурако од Дивчекор понатаму и вели дека би било подобро не само да е однадвор од обвинителството, туку и однадвор од државата, и тоа од Германија или од Австрија со најмалку 20 години искуство во гонење на организираниот криминал. Имаше коментари со конкретни имиња за јавен обвинител. Стефан Ристич кратко напиша: Звонко Давидовиќ беше идеалното решение, додека доктор Демократ праша, а Јовески нема гледано неправди како Тортевски, со констатација дека никогаш ние нема да имаме независно судство. Конечната одлука за именувањето на Љубомир Јовески ќе има собранието, на позицијата од која јавност очекува тој да ја реформира институцијата, која за многумина беше и синоним за заробена држава, и да му го врати угледот на обвинителство како институција која гарантира дека во државата правдата функционира.